Добар ден, драги гледачи, вие сте во новото издание на Откриени тајни. Продолжуваме со овој серијал во нов термин, недела 11 часот за тие што не знаат. Минатата сезона бевме во сабота, сега сме 11 часот во недела, со репризата малку подоцна во денот. Правиме 20 минути, од прилика 20 минути мотивацијски говори, теми ги обработуваме од секој невието, теми за кои што многу од вас ми пишувате, теми, проблеми со кои што вие се соочувате со животот и постоењето. На таа тема, едно тие теми со кои што многу од луѓето се соочуваат, сакам да зборувам и денеска, тема која што е, мислам, популарна и која што е едноставно може би пошироко распространета. Денеска и тема со која што може би секој еден од нас во еден или друг момент од своето живот и постоење се има соочено. А тоа е депресијата. Луѓето ме тера да зборам за оваа тема, иако јас не сакам искрено да кажам, поради тоа што повторно е нешто кое што се наведуваме на нешто понегативно, но на друг аспект па треба да дадеме знаење како човекот се справи можеби со овој проблем во колку го има. И сега има многу теории, предпоставки зошто има депресија. Јас сакам да едноставно дадам како една теза во оваа емисија нешто кое што го имаше пред некое време на социјалните мрежи, еден познат цитат од Алберт Ајнштајн. Поврзано е со негативните луѓе. Сега, јас мислам дека сите луѓе во основа се добри и дека нема вистински негативни или лоши или злобни луѓе, но едноставно има луѓе кои што во даден момент околу нас можат да имаат негативна рефлексија или негативното нивно однесување да се одрази на нас. Прочитав и веројатно го знаете и вие тој цитат кој што се вртеше по социјалните мрежи во овој период, а тоа е дека пред да диагностицирате себе си, да се диагностицирате дека имате депресија, видете прво дали сте обкружени со има еден по-небав термин, но ја би рекол негативни луѓе. Видете дали сте обкружени со негативни луѓе пред да се диагностицирате себе дека имате депресија. Барав од каде потекнува овој цитат и на кого е акредитиран, на кого, од каде произлегува, кој е оригинаторот, од каде потекнува ова нешто, и на крајот мислам дека и не се откри, но имаше еден текст на социјалните мрежи дека потекнува од Деби Хоуп, тоа е име, кое што од некоја девојка која што имала врска со некој свој дечко, па поради тоа што едноставно тој негативно се рефлектирал врз себе, едноставно и произлего да го каже ова. Но има еден друг цитат кој што произлегува од Алберт Ајнштајн, кој што вели дека пазите се од негативни луѓе поради тоа што ти имаат проблем за секое решение. Сега базирано на овие цитати, почнав да размислувам и викам, окей, дали е можеби навистина така, и секако така ако вие мислите дека така, и ако има ваша логика за нештото, но секако дека ако сме обкружени со негативни луѓе, тие можат да имаат рефлексија врз нас, може да влијаат врз нашиот живот и постоење. Замислете ако едноставно бидете со некој човек кој што цело време биде контра, кој што цело време ве стопира, кој што цело време е антагонистичен кон вас, кој што не ве прифаќа, како вие би се чувствувале. И да не забораваме, зборев на оваа тема емоции многу пати во минатото. За сите оние кои што сака да дознаат многу повеќе на таа тема, ги опатувам на мојот YouTube канал, доктор Жарко Костич, кај што има обилно на оваа тема емоции, како негативните емоции влијат врз луѓето, но емоцијата е вибрација, како што вибрира звукот, едноставно и самата емоција од луѓето е фреквенција, различните емоции имаат различна фреквенција со која што вибрираат во околината. Сте приметиле некојаш ако сте до некој човек кој што е срамежлив многу, едноставно вас ве фаќа срам? Видете, срамот од друг човек се префрла на вас и вас ве станува неугодно со човек кој што е срамежлив, поради тоа што и вие почнувате да срамите. Пластичен пример. Или едноставно ако бидете во друштво со негативни луѓе, одеднаш и вашата емоција може да падне. Така да тоа е нешто кое што секој од нас го има искуствено и мислам дека можеме да се сложиме дека е факт дека емоциите на другите луѓе како влијаат врз нас. Но како точно тоа се случува, можеби нешто кое што сакам да навлезам малку подлабоко и посуштински во оваа емисија. Гледате како што камерата снима постојано, така и ние во нашиот ум снимаме се од тоа што ни се случува околу нас, го памтиме во нашата меморија. Секој еден од нас може да му текне на пријатни моменти, на убави моменти. Гледате, се присеќаваме на некоја свадба или кога сме биле на одмор, едноставно ќе не облиува емоција, поради тоа што во таа меморија се складираат исто така емоциите и нашите и туѓите емоции. И однаш ако бидете со некој човек кој што е постојано негативен околу вас, кој што постојано кажува негативни работи на вас, однаш тоа пластично се врежува во умот и почнуваме и ние да го чувствуваме. Колку пати сме виделе дека дечињата
нели, кои што се една празна табла или табула раса, што би се рекло, каде што во нивниот ум нема многу записи, едноставно е чисто и празно, што околината ќе вметне во тој ум, тоа и они ќе почнат да го толкуваат, да го зборат. И гледате, однаш ќе го видите керката, синот однаш почнува да наликува на вас и ги користи вашите фрази, вашите зборови, користи вашата емоција, во даден момент се однесува како вас, поради тоа што околината е снимена во неговиот ум. Ако постојано сте некој човек кој што цело време ви критикува, ви наоѓа мани, цело време збори лошо за околината, за општеството, едноставно има негативна емоција, тоа доаѓа кај вас и бидете со таков човек еден месец и еднаш ќе почнете вие да ги имате грижите за сметките, дали е платено, дали не е платено, како држава ќе се живее, дали како ќе излезам крај со крај. Претходно не си го мислел тоа, но одеднаш почнуваш да ги имаш туѓите стравови, туѓите емоции, туѓите реакции, туѓите негативни работи. Сега, она кое што сакам да го кажам, нема поубаво да бидете во околина на луѓе кои што ве прифаќаат какви што сте. И мислам дека тоа е најголемата доблест на еден човек, да може да ги прифати и да им дае живот на другите луѓе. Ако имате околина која што ви дава живот, која што ви дава потврда, која што ви дава љубов, која што ви дава афинитет, се наоѓате во феноменална околина. Гледате, тоа е најголемата доблест на еден човек, да може да вметне живот во нас, во вас преку неговиот живот. Ако ја имам доволно живот, ќе вметнам живот. Ако го немам тој живот, тогаш ќе вметнам неживот на некој начин во околината. Сега, дали има негативни луѓе? Јас би рекол дека има луѓе кои што подклекнале на нивните проблеми во животот. И поради тоа секогаш апелирам, и не е решение да се борите против ова луѓе, тоа ќе го кажам и некаде на крај. Мислам дека сите сме во истата замка на животот и постоењето. Гледате, во животот некогаш нас собираме трауми, проблеми и така натаму и човекот станува негативен. Можеби не сака и тој да е тоа, но едноставно тоа го рефлектира. Сега, ако имате некој човек кој што да кажеме по-негативен, има по-негативна емоција, како тоа се одразува врз вас? Замислете, сте биле со некој човек и одеднаш вие ќе дојдете во негово присуство и он е разочаран од вас, огорчен од вас, љут вие, антагонистичен вие. Со други зборови што ви кажува? Ви кажува дека не си доволен, не си добар, грешиш. Се разочарав од тебе. Или, не знам, огорчен сум од тебе. Или што и да е, ти дава до знаење дека не си добар, дека твоите начини и методи не се исправни, дека твоите видици не се добри, дека твоето знаење не е најсоодветно, дека тоа што го правиш не е добро и тука почнува несигурноста. Несигурноста е патот кој што ќе не донесе подоцна во депресија или во негативна состојба. Така да, имаме позитивни луѓе, имаме негативни луѓе. Имаме луѓе кои што стануваат негативни од негативни луѓе. Ајде да кажеме, имаме примарно негативни луѓе. Имате некој човек кој што е можеби стварно негативен. Околу него имате човек кој што е у суштина позитивен, но кога е со него станува негативен. Така да тој зрачи или влијае на него, па и тој станува негативен. И овој човек потоа може да влијае исто така негативно на останатите луѓе. Некојаш не се сложувам со луѓе кои што ќе им кажат: Жарко, што збориш дека малку од луѓето се негативни? Ја викам, малку од луѓето се негативни или да кажеме не може да ги контролираат своите негативни импулси. Мислам дека грото од луѓето се добри, се многу социјални, се многу конструктивни, се многу креативни. Но можеби тие се под влијание на некој човек во неговиот живот кој што едноставно подлегнал на бремето, на тежината, на разочарувањата, на траумите кои што самиот тој ги собрал и сега тој делува негативно, или би рекол дека негативните луѓе кои што не прават нас несигурни, самите се многу несигурни. Гледате, ако имате човек кој што е позитивен и сигурен во себе, околу него ќе се чувствувате позитивно и сигурно. Ако имате човек кој што е негативен и несигурен во себе, тој ќе се обиде да изгледа многу сигурен, ама како тоа го прави? Критизирајќи ги другите. Гледате, затоа што сака да ги изедначи можеби на неговото ниво за кое што тој подсвесно чувствува дека не е на нашето високо ниво, не е на некој високо ниво. Дури ние, и ја некојаш кога си негативен, едноставно што се случува, влагаш во некоја глупава игра, како и другите да ги спуштам на таа моја емоција. Така ќе дојдете некојаш во кавга со сопругата, со девојката, со некој на работа и одеднаш си среќен, не се даваш, се држиш и одеднаш ќе те столчи и тек тогаш ќе ти даде афинитет и сочувство. Ама зошто? Затоа што целта на неговата игра е таа. Во тој момент подсвесно е тоа, немојте го разберете погрешно. Гледате, тој ја нема контролата врз тој импулс, но факт е дека се случува тоа. Поради тоа што ако влезете и да играте таа игра која што тој ја игра, секако дека ќе изгубите. Тој си има свој универзум, тој си има свој поглед. Тој си има идеја дека
не можеш да успееш тука, дека немој да си будала, дека ќе осмениш светот. Кај се ти се зафаќаш со тоа? Какви се тие будалаштини илузии, идеали што ги имаш сега? Гледате, едноставно ви наметнува несигурност која што е негова врз вашиот простор. Или ја би рекол врз вашиот универзум. Секој еден од нас има наш универзум, свој универзум кој што има, што се состои од своји цели, од своји сигурности, од свое знаење, од своји вештини. И одеднаш ако сте со некој човек кој што самиот тој не е сигурен, што ќе ви каже? Не си добар, не те бидува, немаш тоа така, не си управо и фактички реалноста ти е менја. Секој од нас има своја реалност. Ја имам свој став, дека ова прекрасна земја каде што може да се успее. И затоа сум тука. И секој од нас се обидува да направи нешто кое што сака да го направи тука. Имаш некој друг човек, ама тој нека си го има својот став. Ја не морам да се борам со тој став дека сум не знам идеалиста или дека си ваков или дека си онаков или што ти е тебе сега да го мислиш тоа. Но гледате, кога ќе дозволите тие идеи да влезат во вашиот простор, во вашиот универзум, на некој начин вие влагате во тој универзум на тој човек кој што е негативен. Почнам да зборам за примерно негативни и секундарно негативни луѓе или некои кои што се навистина негативни. Гледате, имате некои луѓе кои што се негативни и не можете да ги промените. Тоа е тешко. Имате таков човек што не сака да се промени. Имате негативни луѓе кои што сака да се променат. Но може би имате ситуација во домот или на работа, ќе имате некој човек кој што ќе го подбуцне другиот човек и овој ќе почне да дига галама и да прави беди, да прави проблеми, ама примерно негативниот човек овој, гледате, не е тој што прави проблеми. Затоа многу е битно да направите добра анализа кој е стварно негативен. Некогаш имаме негативни луѓе кои што се фактички поттикнати на негативизам од други луѓе. Но поентата на оваа емисија што е? Поентата е дека кога потонуваме во депресија, го губиме нашиот универзум. Ако кажеме депресија, за мене е асоцирана апатија, безживотност, безнадежност. Што значи безнадежност? Тоа значи дека мојот универзум, мојата иднина, моите желби, моите цели некој ги срушил. Ги нема. Подобро речено, јас сум дозволил некој да влезе во тој мој простор и да го сруши. Ете, често пати сме омаловажувани отворено, често пати сте омаловажувано скриено. Подобро е некој да ве омаловажува отворено отколку скриено, барем знам кој ми е непријател, знам кој ми мисли лошо, знам кој ми е антагониста. И тој ќе ти рече за никаде си, не те сакам, ваков си, онаков си. Океј, добре. Можам да знам од каде произлегува тој напад, но некогаш некои работи се скриено направени во живот. Така скриено направени. Имав еден пријател мој, порано и кога почнам да снимам емисии, знаеше да ми рече: "Еј, знаеш што добро беше, ама знаеш ова и ова и ова го направи, добро беше, ама и еден куп други мани ќе ми најде, ај нареден пат болја емисија, ама добар си." Гледате се сика што кажа човеков, се добар сум или не сум добар. И однаш тоа ти става несигурност кај тебе. Гледате, човекот не е природно несигурен, човекот е природно сигурен. Човекот кој што е несигурен, прво прашајте го има ли некој кој што го прави да е несигурен. И обично тие луѓе кои што те прават да си несигурен, обично ти стануваат патерица во животот, као да мора од нив да бараш помош и секогаш се советуваш со нив, поради тоа што до толку си несигурен што веќе не можеш да веруваш во својата одлука. Една од карактеристиките на депресијата и несигурноста е дека не можете да донесете одлука и мора да се консултирате постојано со некој друг. Но тоа не е природно. Човекот мора да биде многу критикуван, многу омаловажуван. Затоа толку се всади во неговиот ум да сега веќе не е ни сигурен ова што ќе го облаче добро или не е. И се треба да се консултирам со некој. Таа сигурност и самодоверба е природно да имаме. Секое дете, ако го прашате кога е мало, ќе му речеш: "Убав си, да, убав сум. А сигурен си? Да. Знаеш, знам. Математика добар си, добар сум. Музичко знаеш да пееш? Знам да пеам, најдобар сум." И после едно 10-15 години критикување од родителите, ќе го прашаш нешто и ќе рече: не сум добар. Не ме бидува мене зова. Јас не знам математика. Глеј ме каков сум. За никаде сум ваков, онаков. Тоа се фактички наталожени инвалидизација од околината врз него. Сега кога ние имаме свој универзум, своји цели, своји работи кои што сакаме да ги постигнеме, едноставно треба тој универзум да го заштитиме од туѓо влијание. Она што е карактеристично и интересно, луѓето што се многу сигурни и високи со емоциите, може да толерираат туѓи различни мислења. Ете, можете да толерирате некој кој што не се согласува со вас, но некојаш луѓето кои се пониско има тенденција да ве убедат дека сте укриво. Да не е идејата да не убедите или да се убедиме дека сме укриво. Идејата е да му се помогне на човекот. И мислам дека луѓето вистински се разочаруваат од другите луѓе затоа што не успеваат да им помогнат
на соодветен начин. Но првото нешто на некој човек да му помогнете да го прифатите кој е, што е и каков е. И не значи дека е најдобар, но има исправен начин да му се приде на некој да се коригира и да се подобри и неисправен начин да се коригира и да се подобри. Поради тоа што на никого нема корист од негативен човек. Гледате, дури и овие луѓе кои што сакаат да ве коригираат постојано со критика и омаловажување, на крај ќе ти речат: "Дебе, зашо си таков?" Гледате, ама он ве донел, можеби од таа состојба, ама он не сваќа дека е во таа состојба. Сега вие мора да разберете дека можеби тој не сваќа како влие врз вас. И ви имате одговорност да го заштитите тој простор. Знаете, некој ќе викам на луѓето, замислете некој човек ќе дојде кај вас во дневна соба да исфрли ѓубре, вреќа со ѓубре во вашата дневна соба, ќе му допуштите повторно тоа да го направи? Не. Ама некојаш допуштаме туѓи влијанија на негативни работи да дојдат во нашиот ум и во нашата околина. Едноставно треба да спречуваме тоа да го правиме. Не барајте совет од луѓе кои што знаете дека постојано ве критикуваат, затоа што едноставно може да предвидите дека ќе ве критикуваат. Некојаш луѓето кои што имаат критично око ќе ви кажат: "Јас сум само искрен за тоа." Ова има милено, јас сум искрен. Гледате, тој е стварно искрен, поради тоа што таквиот човек гледа негативно. И он не може да биде искрен за позитивно затоа што не го гледа тоа. И треба да сватите дека стварно е искрен, ама едноставно окото како камерата не му е фокусирано на позитивните работи, се фокусира природно поради неговата емоција на негативните работи. Сега како да успееме во целава ситуација? Најголемата грешка е кога ќе почнете да се докажувате дека тие не се управо. Знаете, немојте да покажувате на луѓето дека не се управо, или тие ќе бара да се докажете. Гледате, ќе ве провоцирате: "Океј, покажи ми дека не е така. Покажи ми дека можеш сам. Покажи ми дека си добар." У моментот кога ќе почнете да покажувате, влагате во туѓата игра. Ја запоставувате својата цел и го губите на тој начин вашиот универзум. Вашиот универзум го напуштате поради тоа што влагате во универзумот на овие луѓе, обидувајќи се да им докажете и покажете дека не сте вие лоши, дека сте добри, дека треба да ве прифатат и едноставно дека ве бидува. Во тој момент почнувате да ја губите вашата игра и вашата цел. Начинот како да победите со луѓето, ако има некој околу вас кој што има негативно влијание, не е да се борите против нив. Тоа е најголемата грешка. Затоа што обично тие против кои што се борите на крај станувате такви. Ете, колку пати имате ситуација, имате некоја керка која што постојано се борела и докажувала и контрирала на својата мајка која што и кажувала колку има негативни работи, критики и така натаму, после едно време керката станува мајката и го прави истото на своето дете. Некојаш не е така, некојаш е спротивно, но има дадени ситуации кога тоа се покажало дека е вистина. Целата идеја како да победите, едноставно да ги задоволите несигурностите на негативните луѓе е да ги остварите целите. Видете, во моментот кога луѓето ќе знаат дека не може да те поколебат на патот по кој што си тргнал, ќе се откажат од негативната игра. Ќе повторам, во моментот кога луѓето ќе сватат дека не може да ве поколебаат, да тргнете и да ги остварите вашите цели со ваш интегритет, тоа што вие мислите дека треба да го направите, тоа што вие го сакате, тоа за кое што вие имате афинитет, кога ќе знаат дека не може да ве поколебаат од тој пат, ќе се откажат. И ќе се деси нешто друго, кога ќе станете успешни, ќе се сврти целосно нивната енергија и ќе речат: "Знаев дека ќе успее." И ќе ви кажат колку верувале во вас. И едноставно колку сето тоа знаеле они дека еве си бил тврдоглав, ама тоа многу им се допаѓало у суштина. Зашто си бил тврдоглав? Поради тоа што знаеле дека ќе успеат. И после тоа ќе се свртат можеби кон некој друг човек. Но како и да е, начинот како да победиме, единствениот начин како исправно да победиме сите, и ние, и негативните луѓе за кои што кажав: "Гледате, сите сме во истата замка." Немојте па ни да ги осудувате. Немојте да им контрирате. Немојте да бидете негативни да се борите кон нив. Поради тоа што така ја напуштаме нашата игра и влагаме во деструктивни игра кои што, верувајте, и тие не сакаат да играат, ама играат подсвесно. Пак ќе кажам, не мислам дека има негативни луѓе, мислам дека генерално сите луѓе се добри, но има некои луѓе кои што можат да ги контролираат своите негативни емоции, мисли и влијанија, има некојаш луѓе кои што до толку имаат собрано самите тие негативни искуства и разочарувања што едноставно се преплавени тоа и едноставно немаат контрола врз својот негативен ум. Уште еднаш ќе кажам, најголема доблест е да можеме да им даеме живот на другите луѓе и да го видиме доброто во нив. Зборевме за депресија, кажавме една теза дека можеби
Цитатот беше пред да се диагностицирате себе си со депресија, видите дали имате влијание од негативни луѓе. Можеби ова е вистина. Можеби вистината е дека ние допуштаме тоа влијание, тоа влијание да допре до нас. Ја често говорам за моќта на несогласувањето. Гледате, може да се согласите со нешто и да станете така. Може да се согласите со добро и да бидете подобри. Може да се согласите со погрешна проценка и критика и едноставно да станете полоши. Многу често критиките се отворени, многу често се скриени. Некој ќе ви каже, дошло детето, добило 5 минус и ќе рече, 5 минус. Аме другарчето твое 5 доби. Кога еднаш ќе ми израдуваш ти мене 5 да донесеш? Гледате, тоа е скриена инвалидизација. Имате отворени, имате скриени инвалидизации. Пак ќе кажам, луѓето не се природно негативни. Станале негативни со текот на времето, но немојте да влагате во конфликт со нив. Најголема доблест е да продолжите да ги сакате другите наспроти сите причини да не ги сакате. Но едноставно немојте да напуштите вашата игра и вашите цели, поради тоа што ако ја напуштите вашата игра и вашите цели, во тој момент почнуваме да влагаме во играта на да се докажам дека сум доволно добар и вреден да бидам сакан. И знаете што? Немојте да патите од тоа дека морате да бидете сакани од сите. Едноставно бидете етични, имајте интегритет кон себе. Не секогаш идејата дека секој треба да ме сака е добра. Поради тоа што тоа е патот и отварање на врата кон многу компромиси со вашите цели во вашиот живот. Бидете доследни на тоа што сте, бидете доследни на својот универзум и на вашите цели. Имајте убава и конструктивна и креативна игра, занемарете ги негативностите, идете напред и бидете најдобри од тоа што може да бидете. За се она кое што остана вкус на оваа тема, а и на било кој други, можете слободно да ме контактирате. Ви посакувам убаво и позитивно неделно попладне, исполнето со креативни идеи и креативни цели. Едноставно, подобрете ја околината околу вас. Дајте позитивно влијание и позитивна енергија на сите тие околу вас, да едноставно не можат да бидат негативни. Имајте убав ден.